денес бевме по повод две барања за заштита за законитост кои што имавме поднесено против одлуки на Кривичниот суд, за кои што сметавме дека се незаконски, и заради тоа бараме Врховниот суд да ја преиспита нивната законитост. Едната седмица се одржа, другата беше одложена поради технички причини, ќе продолжиме во понеделник. Која се одржа? Се одржа седмицата која што беше по повод барањето за заштита на законитоста за обвинетиот Звонко Костовски. Може да ми кажете зошто, да потврдите зошто баравте, со кои аргументи баравте поништување на оваа спогодба? Баравме поништување на спогодбата затоа што не постоеја докази во конкретниот случај, врз основа на кои што спогодбата се базираше. Така што во тој случај одлуката судската пресуда е донесена без воопшто да постојат докази и затоа баравме да се преиспита нејзината законитост. И да прашам дали има некаква одлука за оценка на обвинителни акти за 17 години што ги поднесовте, и доколку нема, дали според дека премногу долго не се продолжи? До сега, од она што го имаме со колешката како информација, бар до утринава немавме никаква одлука. Во однос на траењето на постапката, тие прашања треба да судот. Во предлог спогодба склучена помеѓу Звонко Костовски и јавниот Накратко кажа и колешката, таму се направени повреди, процесни повреди на одредните кои што се однесуваат на слободувањето на институт. Меѓутоа, повредена и материјална законна штета на осудениот Костовски во овој случај, бидејќи тој е огласен за виновен, односно е осуден за помагач, како помагач за кривично дело шпионажа по член 316 став 4 во врска со член 24 од Кривичниот законник. Во конкретниот случај не било ни утврдено постоење на кривично дело шпионажа и кривична одговорност на непосредниот извршител на тоа кривично дело. Значи, во конкретниот случај не постои кривично дело шпионажа, бидејќи битието на тоа кривично дело се состои во прибавување на тајни податоци и документи со намера истите да бидат предадени на странска држава, организација или лице кој им служи. Како што е веќе познато, во пресудата со која што истиот е огласен за виновен, всушност самата законска формулација на тоа, на битието на кривично дело е преточена во самиот диспозитив на пресудата. Мисија е наведена која е таа странска држава или организација или лице кое што им служи во тој случај. Тоа е исто како, например, да осудиш некој човек за кривично дело измама, за тоа што ќе тврдиш дека некој непознато лице било доведено во заблуда да стори нешто на штета на својот или туѓиот. Или пак некој да осудиш за кражба, тврдејќи дека одзел туѓ противправно одзел туѓ подвижен предмет, без да се наведе кој е тој предмет и на кој му припаѓа. Во првиот случај не постоеше кривична одговорност на тоа што пријател Зоран Рушевски за кривично дело шпионажа, а уште помалку може да стане збор за кривична одговорност за искрено помагање на Костовски. Како очекувате да биде одлуката од Врховниот суд, особено што за нив беше и тема дали може прислушуваните разговори да бидат доказен материјал во судот или не? Правилна и законна. Сепак ќе се одлучи Врховниот суд.